Може би се кјавате, може би не, ама за да ја поврзам оваа тема со претходната, малку ќе спомнем и што кажавме минатиот пат. Што вели Исус во една прилика? Ако некој сака да биде мој следбеник, ако сака некој да ме следи, тогаш нека се откаже од се, нека го земе крстот и нека ме следи. Или во 1 Петрово ќе отвориме, во 2 глава, 1 Петрово, втора глава, од 20 стих ќе почнеме и овој е интересен. 1 Петрово, 2 глава, од 20 стих. Имено каква е пофалбата ако трпите кога ве казнуваат за вашите престапи? Може да се фалите за нешто? Или сте го добиле всушност заслужено? Но, ако страдате и трпите кога правите добро, тоа е благодат од Бога. Денеска мисля дека ја ни спомна дека страдањата, неволите, всушност, ни помагаат, односно не насочуваат кон Бога и на некој начин сме кандидати за Божјето царство, ако поминуваме ни страдања, ако тие се отсутни од нашиот живот, тогаш нешто има. Значи, станува збор за страдања и ако трпиме, ако правиме добро, ако страдаме и трпиме заради Христа, не поинакви страдања. Некои си ги заслужуваме. Зашто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. И кажавме дека ова серија нарековме стапки до Голгота, стапки до животот, до спасението. Знаете, од пат зборувавме за отфрленост. Исус беше отфрлен. Еве да отвориме во Исаија, да се подсетиме на 53 глава, 3 стих. Исаија 53 глава. Исус пострада на многу начини. Неверојатно е страдањето, неверојатна е болката, значи, кога ќе бидете неразбрани во собственото семејство, како што било случајот со Исус, од неговите браќа, мајка. Се сеќавате во една прилика, дори се прочуло, се расчуло за него, дека не е токму, што велеме ние. Нешто му фали, нешто не е во ред. Тргнале бракета за да, не се срами семејството, да го приберат од една куќа во која што тој проповедал. Обично тоа правел. И присутните таму рекле, еве ги твоите браќа и твојата мајка идат. Што и вели тој? Моја мајка, мои браќа се оние кои што ја творат Божјата воља. Значи, Исус бил отфрлен, бил неразбран, често пати, како што вели Елен Вајт, осамен, само поради тоа што ја творил Божјата воља. И што би не очекувало нас, ние како Христови следбеници, оние кои што сме тргнале и самиот стих што прочитавме предналку велеше дека тој не оставил пример за да ги следиме тие негови стапки. Ако Господарот го нарекува Велзевул, па тогаш што станало до нас? Значи 53 глава 3 стих беше презрен, отфрлен од луѓето. Човек на болката, свикнат на страдањата. Да свикнеш на страдање, значи да страдаш, па да свикнеш на страдањата. Вообичаено нешто за него, од кого секој го отстранува лицето, беше презрен, за ништо го сметавме. Замислете си какви се овие болки. Ова не е лесно. Вие можеби, секој од вас сте поминале некој период во вашиот живот, кога сте можеби биле тргнати така настрана од друштвото, сте се почувствувале осамени, презрени, отфрлени. Сите го отстрануваа лицето од вас. Можеби сте имале таква ситуација, не знам. Можеби не. Исус споменал ни сето тоа за нас. Бил отфрлен.
Заради вистината, заради тоа што ја творил Божјата волја, затоа всушност и дошол. А зашто сме всушност и ние повикани како негови следбеници, ако не да ја твориме неговата волја? Да отвориме повторно, се подсетиме во Матеј 10 глава, од 22 стих. И ќе бидете намразени од сите заради моето име. Ова се однесува сега на нас, тогаш на нив, сега на нас. Но кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Ќе ве гонат, кога ќе ве гонат во градов, бегајте во друг. Зашто вистина велам, нема да ги обиколите израелевите градови доека дојде Синот човечки. Ученикот не е над учителот, ниту слугата на својот господар. Доста му е на ученикот да стане како неговиот учител и на слугата како неговиот господар. Ако стопанот на куќите го нарекува Велзевул, колку повеќе неговите домашни. Или еве од 35 стих, истата глава. Или 34 ќе почнеме. Не мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, но меч. Зашто дојдов да го раздвојам човекот од неговиот татко и керката од незината мајка и снаата од незината свекрва. И непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. Кој го љуби таткото или мајката повеќе од мене, не е достоен за мене, и кој го љуби синот или керката повеќе од мене, не е достоен за мене. Денеска мнозина христијани заради тие тесни семејни врски ја жртвуваат вистината, го жртвуваат Христа. Јас сум бил сведок на луѓе кои што, знаете, сме продавале на масиче книги, или мажот ќе ја одвлечка жената, а таа веќе пројавила некој интерес, па, знаете, гледа книга, некоја разгледува, или пак обратно жената ќе одвлечка мажот. Или пак имате случаеви, ќе каже мажот или жената, па ја чекам жената да се крштева, па онако ќе се крште, ја ќе се крштева. Слично. Не. Ако вам Бог ви е на прво место, ако вие сте тргнале да го следите Христа, тојаш тој треба да биде на прво место. И пред жената, и пред мајката, и пред свекрвата, снаата, било што. Било која семена врска не сме да биде посилна од она врска што ќе имате лично со Бога. И кој него земе својот крст и не оди по мене, не е достоен за мене. Ја не можеш да провериш има ли пренос. Па нешто од звонот, не знам зашто ми това. Да не може би. Како и да е. Може би од друга причина. Иначе, кој него зема својот крст и не оди по мене, не е достоен за мене. Кој ќе ја најде својата душа, ќе ја изгуби, и кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Веројатно и ние сме почувствувале, сме поминале некоја фаза, мислам дека таа фаза никогаш не престанува. Да бидете отфрлени, да бидете замразени од некого, може и од најблискиот, заради вистината. Меѓутоа, тоа е патот до животот, тоа е патот до Голгота. Всушност, спомнавме и тоа, со што беше представен Христос. Со аголниот камен, темелниот камен, без кој што не може куќата да се гради, кој што, кога што зидарите го отфрлија. А ние се надзидуваме токму на тој аголен, на тој темелен камен. И сега, покрај овој чекор, отфрлен, има и повеќе други, следниот е следниот. Матеј 26 глава. Матеј 26 глава, ќе читаме од 36 стих. Тогаш Исус дојде со нив на местото кој се вика Гециманија и им рече на учениците:
седете тука додека јас отидам онаму да се помолам. Значи 36 па сега 37 стих. И ги поведе со себе Петра и двајцата Заведееви синови, Јован и Јаков, и почна да тагува и да се вознемирува. Тогаш им рече: мојата душа е длабоко натажена до смрт. Останете тука и бдејте со мене. И отиде малку потаму и падна на своето лице и се помоли, велики татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, туку ти. И дојде при учениците и ги најде како што спијат и му рече на Петра така: не можевте ли да пробдеете со мене еден час? Бдеете и молите се за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Пак повторно отиде и се помоли, велики татко мој, ако не е можно да ме одмине оваа чаша, да не ја пијам, нека биде твојата воља. И кога дојде пак, ги најде како што спијат, зашто очите им беа натежнале. И пак ги остави и отиде да се помоли по трет пат и ги изговори истите зборови. Че ако не е можно да ме одмине оваа чаша, нека биде твоја волја, а не моја. Кој е следниот чекор? Што гледаме овде? Кршење. Исус се крши. Исус пред се овде се крши по товарот на греовите, на вината на целото човештво. И тоа ова е слика за нас, дека и ние треба да имаме една своја гециманија во животот. Без гециманија нема ни Голгота, нема ни воскресение и спасение. Што вели Исус овде? Она што на нас, односно на човекот, му е најтешко. Да кажеш: Господе, тешко ми е, да, страдам, горка е оваа чаша, ама сепак нека биде твоја волја, а не моја. Кажете ми дали има потешко од ова нешто. А тоа е наш дел. Тоа не е Божи дел. Бог не задира таму, во слободната волја. Треба да ја предадеме нашата волја. Треба да се скрши нашето јас. Значи, вториот чекор е скршен. Без ова нема спасение. Како што овој момент е клучен за спасението на човештвото. Гециманија, Христовата гециманија, да кажем. Нашата гециманија е клучна за нашето спасение. Ако Исус, а можел да донесе поинаква, нели, одлука, и да не ја донел, затоа што не љуби, затоа што не сака, затоа што уште пред да настане светот беше спремен да умре за нас. Значи, ако тој кажеше нешто поинаку, тоа ќе значише пропаст. Тука беше клучен момент да каже: да, Господи, тешко е, навистина, на Христа му било тешко. Замислите си само, че бил во грешна човечка природа, бил во нашата природа. И замислите си само кога ќе погрешите. И кога ќе ожеже совест, кога ќе почувствувате вина, кога ќе почувствувате безпомошност. Тоа е болно, тоа е тешко. И сега тоа помножете го по милиарди. И тоа е тоа што се струполило во Христа во Гециманија. Тоа е незамисливо. Ништо поминувало. Низ каква агонија, за да му тече пот измешана со крв. Еве да прочитаме еден дел од патот кон Христа, кој што се однесува токму на ова. На предавањето, односно на кршењето. Ова не се случи кај еден христијанин, ништо понатаму не може да се случи. Мнози напрашуваат, како можам себе си да му се предадам на Бога? Вие сакате да му се предадете нему, но не ви достигаат морални сили. Му робувате на сомневањето и ограничени сте со навиките на вашиот грешен живот. Вашите ветувања, вашите одлуки личат на кули од песок. Колку пати сме кажале: Господе, од денес ова, од денес тоа, вак, так, меѓутоа, како кули од песок се растураат во следниот миг. Не сте во состојба да управувате со своите мисли, со своите поводи, со своите чувства. Ништо не можеме ни од тоа. Дејан потврдува дека е така.
верувам дека сите ние слагаме со тоа. Свеста дека сте ги прекршиле своите ветување и сте ги изневериле своите дадени зборови, ја слаби вашата доверба во сопствената честност и ве наведува на помисла дека Бог не може да ве прими. Но не треба да очајувате заради тоа. Еве што е потребно. Вам ви е неопходно да сватите каква е вистинската сила на волјата. Клучната работа е волјата. Тоа е сила што владее во човековата природа, способност на одлучување или бирање. Се зависи од правилната употреба на волјата. Интересно, оваа реченица кажува многу. Се зависи од правилната употреба на волјата. Нашето спасение зависи од правилната употреба на волјата. Или ако можам поинако да се изразаме вака, че јас не можам нити чувствата да ги контролирам, ни мислите да ги контролирам. Но Бог не може, ако јас не ја ставам својата волја не му ја предам својата волја. Ако не кажам да. Ако не кажам како Христо Господа, не моја, твоја волја нека биде. Прави ти како што мислиш да правиш. Тоа што е, под наводници кажам, безпомошно. Се моќниот Бог е безпомошен. Тоа е сила што владее во човековата природа, способност на одлучување или бирање. Вие треба да изберете. Исус избрал, фала на Бога за изборот. Се зависи од правилната употреба на волјата. А правилна употреба на нашата волја, нашата ослабена волја е само ако му ја предадеме на Бога. Никако поинако. И ако кажеме, значи, треба да имаме ние наша гециманија, кај што ќе се молиме, ќе бидеме во агонија, ќе плачеме заради гревот и ќе велиме, Господи, не моја, твоја волја нека биде. Бог му дал на човекот власт да бира и до него стои да се послужи со неа. Бог не се меша во слободната волја. Вие не можете да го промените срцето. Вие не можете сами од себе да му ги посветите на Бога чувствата на срцето. Но можете да одлучите, да одберете да му служите. Можете да му ја предадете својата волја. Тогаш тој ќе делува во вас да сакате и да правите она што нему му е угодно, односно да постапувате спред неговата волја, кој што запишал Павле во Филипјаните. Со тоа, целата ваша природа ќе биде ставена под управа на Христовиот дух. Она што Христос го направил во Гециманија, односно, Христос живеел, целиот свој живот го живеел под управа на Духот Божи. А самиот вели, сведоци сме на тоа, што вели? Јас, ова што го зборувам, не го зборувам од себе. Отецот што ми кажал, тоа ви зборувам. Тоа што го правам, тоа исто така не го правам јас. Отецот што е во мене го прави. Целосно под Божја управа, под управа на Духот Божи. Тој ќе биде центар на сите ваши чувства. Вашите мисли ќе се согласуваат со него. Сега вели понатаму, стремежите кон доброта и кон светост се добри сами по себе. Ние можеме да се стремиме, ние можеме да сакаме да бидеме добри, но ако се запреме само на нив, нема да ви бидат од никаква корист. Мнозина ќе бидат загубени, иако сакаат и копнеат да бидат христијани. Тие не стигнале до таму својата волја да му ја починат на Бога. Живи велат, изразуваат искрени чувства, сакаме, јас го сакам Бога, јас го сакам Христа, и лјадници, милиони христијани ќе сретнете така, но не се спремни, односно не стигнале до таму својата волја да му ја починат на Бога. Немале своја гециманија се уште. Скршен е многу битен чекор, клучен. Мора тоа наше камено срце да се скрши. Да продолжам уште до крајот, овој цитат е многу убав. Затоа сега и не одлучуваат да бидат христијани. Ако правилно се служите со својата волја, може да дојде до целосна промена во вашиот живот. А кажавме која е правилната употреба на волјата.
Ако волјата му ја почините на Христа, значи таа правилна употреба, ќе се здружите со силата која е над сите поглаварства и власт. Значи, ако ние му ја предадеме нашата волја на Господа, тогаш стануваме семокни на некој начин. Имаше еден цитат, сега го парафразирам, која, значи, ќе се здружиме со таа Господова сила. Ништо не може, ни поглаварства, ни власти, ни било каков грев, мајана, слабост. Ќе имате сила од озгора да останете постојани и така, со постојано покрување на Бога ќе бидете оспособени да живеете нов живот, живот на вера. Видите од каде доаѓа животот на вера? Постојано подчинување, а за тоа е потребно кршење, предавање, секојдневно предавање. Гециманија, молитва, целосна зависност од Господа. И може би како христијани ние ќе викаме Господи, ако може да ме одмине оваа чаша, често пати ќе се најдеме во некои ситуации притиснете некако од некои околности, не сваќајќи дека нам тие околности ни се потребни. Таква ситуација ни е потребна затоа што треба да се скршиме. Па велиме, Господи, ако е можно да не одмине оваа чаша, не. Добро, може и тоа да го кажеме, меѓутоа сепак да завршиме онака како што Исус ќе каже, сепак нека биде Твоја воља. Затоа што Ти знаеш што правиш. Ние често пати, знаете, што велише во Еремија, ајде да отвориме за момент во Еремија 17 глава, Еремија 17 глава, 9 стих, поизмамливо од се е срцето и е страшно болно, кој може да проникне во него? Или во Пословици 14:12, мислам дека беше, некому, значи, патот му се чини во ред, ама крајот му води во смрт. Значи, ние често пати знаеме да кажеме, мислам да бидеме само измамени, фактички. Да сметаме, да мислиме дека се е во ред и добро чекориме. И тоа може би да не е така. И кога вели овде поизмамливо од се е срцето и страшно болно, кој може да проникне во него, продолжува во 10 стих, јас Господ ги истражувам срцата и ги испитувам бубрезите, за да му дадам секој според неговото поведение, според плодот на неговите раце. Господ е тој кој што може да не испита и затоа треба да му се предадеме нему за тој да го води нашиот живот. Или е Псалм 139, сега ми навираат стихови, 139 Псалм, последните два стиха. Ние живееме во времето на Јом Кипур, кога треба само да се само испитува. Не треба со прст. Прстот треба да го впериме кон нас. Во тоа треба да го минуваме животот, овој наш живот овде на земјата, поготово во овие последни мигови од историјата на земјата. Испитајме целиот Боже, запознај ми го срцето, испитајме и запознај ги моите мисли. Погледај да не одам по гибелен пат, по оној пат по кој што мислам дека е во ред. Обично ние сме такви. Сметаме дека сме во право. Значи, погледај, Господи, да не одам по гибелен пат и поведи ме по вечниот пат. По Твоите стапки. Да се навратиме само за момент пак, како му било на Исуса. Како тој ја поменал таа Гециманија. Колку болно било тоа искуство за него. Еве читам од 53 глава Исаија од 4 стих. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки. Додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Сите скитавме како овци, секој одеше по својот пат, секој чинеше своја волја, а и покрај тоа, че уште доека бевме грешни, што вели Павле во Римјаните, Господ ги возложи на него беззаконијата на сите нас. Неверојатно што Исус претрпел за нас. И да го прочитам оној, еден од најомилените цитати мои, всушност, од Копнеж на вековите 25 страна, значи страна 25, Копнеж на вековите 25 оригинална страна. Толку ми е омилен овој цитат, што го имам запишено во една од моите англиски библии, тамо на почетокот.
со Христа се постапувало онака како што заслуживме ние со нас да се постапува. Значи, се извинувам, со Христа се постапувало онака како што заслужуваме ние за со нас да се постапува онака како што заслужуваше тој. Тој бил осуден поради нашите гревови, во кои немал удел, за ние да можеме да бидеме оправдани со неговата правда во која немаме удел. Претрпел смрт што била наша, за ние да можеме да примеме живот што бил негов. Со неговите рани ние се исцеливме. Ова е всушност коментар всушност на овие стихови што ги прочитаме претходно во Исаија 53. Неверојатно е она што Исус го направил. И како резултат на таа агонија во која што се нашол, спомнавме претходно, меѓутоа еве да прочитаме, извештајот на Лука во 22 глава, Лука 22, од 39. 22 Лука, од 39 стих. И излезе и отиде според обичајот на Маслената гора, а учениците одеа по него. Кога дојде на местото им рече, молете се за да не паднете во искушение. Тој се оддели од нив, колку што може да се фрли камен, и клекна на колена и се молеше, велејки: Татко, ако сакаш, отстрани ја оваа чаша од мене. Но нека не биде мојата, туку твојата воља. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше. Исус беше во мигови на таква агонија, таква молитва. Немаше никаква подршка, замислите. Сите гревови, сите наши болести, болки, целата наша вина се струпали врз него, а тој немаше никаква подршка. А беше во нашата природа. Несватливо. И кога се најде во борба, ова беше борба, агонија, се молеше уште поусрдно, а потта му стана како капки крв што паѓа на земјата. Колку ние поминуваме вакви мигови, дали ние поминуваме вакви мигови? Да отвориме во Евреите 12 глава, односно, да, Евреите 12 глава, од први стих читаме. Затоа и ние, имајќи околу себе толков облак сведоци, да ги положиме на страна секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. За да се положи гревот на страна, потребна е борба, агонија, молитва, барање сила, помош од озгора. И то како? Гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него, поради радоста за спасението наше, го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Имено, размислете за него. Ова е повик на Павле, меѓутоа повик и на Елен Вајд. Размислете за него, размислете, мислете токму на тие мигови, Голгота и Гециманија. Тој претрпе од грешниците такви противења против себе си. Значи беше отфрлен, беше осамен. За да не се истошите, за да не станете малодушни. Уште не сте се воспротивиле до крв во борбата против гревот. Сме се спротивставиле ние. Сме стигнале во една таква агонија, во таква агонија, во една... Значи, сме имали ли таква една Гециманија, во која што, како Јаков, цврсто се држиме, се бориме со Бога и велиме: Господи, не те пуштам се дојка не ме благослови, се дојка не ме избавиш од ова. До крв спротивставување. Како што и самиот Исус во таа негова агонија, тие капки пот се претвориле во крв. Тоа е болен процес. Тоа е токму тој процес на кршење. Тоа е болен процес. Меѓутоа е клучен. Затоа што во 21 глава Матеј, што стои запишено, 21 глава Матеј, од 42 стих читаме. Исус им рече: зар не сте прочитале никогаш во писмата, каменот што го отфрлиат зидарите, тој стана крај аголен камен? Од Господа е тоа и чудесно е во нашите очи.
Затоа ви велам дека ќе ви биде одземено Божјото царство и ќе му биде дадено на народ кој ќе ги донесува неговите плодови. И кој ќе падне врз тој камен, ќе се разбие, ќе се скрши. Или не преостанало ништо друго, освен онаа втора варијанта. А врз кого ќе падне каменот, ќе го здрови. Значи, или ние ќе се скршиме, ќе го скршиме тоа наше камено срце, ќе му го предадеме на Бога и ќе кажеме: Господи, извади го и стави ми ново срце. И нов дух вметни во него. Па за да има и плодови, за да животот биде исполнет со вера и да биде плодоносен. Инаку, ако го нема тој миг, ако нема Гециманија во нашиот живот, ако не бидеме скршени, нема живот. Нема спасение. И еве на крајот, што ќе завршиме, неслучајно го спомнав Јаков. И оној период на така наречени Јаковови маки, кога Божиот народ ќе нема никаква подршка, земска подршка. Ќе биде без посредник. И видите што пишува во рани списи во главата решетањето. И ова не е само тој период. Ова се случува и денеска. Видов како некои од Божиот народ со силна вера и повици во агонија викаат кон Бога во молитва. Имаат својата Гециманија. Се кршат. Нивите лица беа бледи, обележани со длабока загриженост, изразувајќи ја нивната внатрешна борба. Но и одлучност и голема сериозност, доека големи капки потпаѓа од нивите чела. Понекогаш нивите лица беа осветлени со зраци, со знаци на Божје одобрување, но повторно истиот израз на свечена сериозност и загриженост би заседнал врз нив. Злите ангели се насобираа околу нив, притискајќи темнина врз нив, за да го исклучат Исус од нивниот поглед, така што нивните очи да бидат привлечени кон темнината која што ги обкружува и така да бидат водени да ја загубат довербата во Бога и да мрморат против Него. Нивната единствена безбедност се наоѓа во тоа својот поглед постојано да го насочуваат кон Христа, кој што е почетник, значи алфа и омега, почетник и свршител на нашата вера. На Божите ангели им е наредено да бдеат на неговиот народ и доека отровната атмосфера на злите ангели притискаше врз овие вознемирени души, небесните ангели постојано лебдеа со своите крилја над нив, за да ја растераат густата темнина. Каква битка! Кога би можеле само да погледнеме што се случува околу нас. Каква битка, каква борба се води секоја душа. А какво учество ние имаме во тоа? Дали ние коленичеме во нашата Гециманија, дали ние дозволуваме да се скршиме или сме рамнодушни? Ете што се случува со таквите. Доека тие продолжува со своите срдечни повици, че овие први, по време на време зраци на светлина од Исус доаѓа врз нив, за да ги охрабри нивните срца, да ги осветли нивните лица. Па на Исуса му била потребна подршка. Па ангел морало да се симне да го подржи во таа негова агонија. Јас видов дека некој не учествува во тоа дело на агонија и молитва. Тие изгледа рамнодушни и безгрешни. Тие не се противеа на темнината која ги обвиткуваше и целосно потонаа во густ мрак. Ангелите Божи ги напуштија таквите и отидоа во помош на срдечните молители. Јас ги видов ангелите Божи како брзаат да им помогнат на оние кои се мачеа со сета своја сила, да им се спротистават на злите ангели, обидувајќи се да си помогнат себе си, повикувајќи кон Бога упорно во молитва. Меѓутоа неговите ангели ги напуштија оние кои не вложуваа никаков напор за да добијат помош и повеќе не ги видов. Ангелот рече: послушни, наскоро слушнав гласови како се слеваат во совршена хармонија, слична на акорд на многу музички инструменти. Ангелот рече: погледни. Моето внимание беше тогаш посочено кон групата која што ја има видено, која што беше силно решетана. Мене ми беа покажани оние кои претходно ги видов како плачат и се молат во душевна агонија. Бројот на ангели чуври околу нив се беше удвоил
и тие беа облечени со оклоп од нивната глава до нивните стапала. Тие се движеа во строг ред, како друштво на војници. Нивните изрази на лицата го изразуваа жестокиот конфликт кој го беа претрпеле, душевната мнака низ која што поминуваа. Но сепак нивните изрази одбележани со жестока внатрешна болка сега беа осветлени со светлина и небесна слава. Тие се здобија со победа и тоа во нив разбуди чувство на најдлабока благодарност и света радост. Бројот на луѓето во таа група се намали. Некои беа изрешетани и оставени покрај патот. Безгрижните и равнодушните кои не се приклучија на оние кои ја вреднуваа победата и спасението за истрено да се молат и агонизираат за неа, не успеваат да извојуваат победа и остануваат во темнина, а нивните места беа веднаш исполнети со други, кои што ја прифаќаа вистината и стапуваа во редовите. Ако не ние, друг. Злите ангели се уште притискаа околу нив, меѓутоа веќе немаа сили над нив. Јас слушнав дека тие беа облечени во сето оружје Божјо. Ја објавува вистината со голема сила и силен ефект. Многумина беа врзани, некои жени за своите мажи, некои деца за своите родители. Ево, што претходно го спомнавме. Искрените, кои порано беа спречени да ја слушнат вистината, сега жедно ја прифаќаат. Сиот страф од нивните роднини исчезнува, затоа што вистината им станува поважна од тоа. Тие беа гладни жени за вистината. Таа беше помила за нив отколку животот. Запрашав што е причина за оваа голема промена. Еден ангел говори: позниот дожд, освежувањето од лицето Господово, гласниот вик на третиот ангел. Че ве гледаме се од прилика ова дејствие кога се случува, иако вакво нешто треба да биде присутно и денеска во нашиот живот. Што и вели Исус во Гециманија на учениците? Молете се за да не паднете во искушение. Со други зборови, молете се, бидете будни, за да не бидете изрешетани. Да не чета понатаму, ја видовме разликата меѓу овие две групи. Трета нема. Едните се оние кои што ќе дозволат да бидат скршени на карпата и ќе дозволат, ќе живеат живот според Божјата волја, ќе велат, како што Исус кажа, не моја, Господи, Твоја волја. Всушност, знаете, ние сме упатени кон небото, а подоцна ќе живееме на една обновена, значи на земјата која ќе биде обновена, на која што ќе владе, ќе царува чива волја. Како ги учи Исус, апостолите се молат. Нека биде, Господи, Твојата волја, како на небото, така и на земјата. Значи, оние кои што нема да се научат да се владеат, да живеат според Божјата волја, нема што да бараат на новата земја, затоа што тамо не може. Нема друга волја тamo. Тамо е Божјата волја. Че ние треба да се навикнеме да го живееме нашиот живот тука според Божјата волја. А за тоа мора да го поминеме овој чекот. Да бидеме скршени. Спротивно, истиот тој камен кој што царства руши, се подсетиме на кипот и каменот кој што паѓа од небото, не од човечка рака, го удира, го руши целиот кип, и исполнува целата земја во една планина. Тоа е Божјето царство. Чи таа иста планина, таа иста карпа, тој камен, докато ние претходно не се скршиме, ќе падне врз нас и ќе не разбие. И толку. Чи верувам дека пораката е јасна, повеќе од јасна и често пати ги навраќаме овие теми, меѓутоа ова е клучен момент. Треба да сватиме дека ако ние нашата волја не му ја предадеме на Бога, тоаш нема што да бараме по нас. Джабе, тој е немакен, всушност, да работи во нашиот живот. А еден од чекорите, една од стапките до Голгота е и оваа. Може да бидете отфрлени, меѓутоа отфрлени од луѓето, не и од Бога, заради неговата вистина, заради неговата, твори неговата волја. И треба да бидете скршени, затоа што нема поинаку успех. Нека му е слава на Бога што сепак не сме сами во тоа. Што ќе беше ако беше оставено на нас?
со која волја, со кои сили ние ќе можеме да му се спротивставиме непријателот и да победиме. Ако не е Господ, ако не е неговата сила. Слава нека му и на Бога за тоа и токму за тоа и треба да бидеме скршени, за да сватиме дека нема друг пат, нема друг начин, освен неговиот. Освен тој, како што Исус кажал во Гециманија, тоа секој пат, секој ден треба да не биде во мисли. Не Господ, значи ќе се соочиме со некоја ситуација, треба да донесеме некоја одлука, некојаш поситна, некојаш покрупна, некојаш побрза, некојаш можеби може да се одложи, меѓутоа секојаш сетете се, секојаш клекнете, помолете се и речете: Господи, јас сакам вака, значи јас мислам дека вака е во ред. Оваму вака ако правам, значи ова е секојаш човекот оди по линијата на помал отпор. Ако вака правам, тоа што наистина тешко ќе биде, болно ќе биде, меѓутоа како му било на Исуса. Секојаш треба да кажеме: Господи, ако има начин, ако е можно, да ја избегнам оваа чаша, меѓутоа ако ли не, тоа што ќе биде Твоја волја, а не моја. Јас се молам и верувам да живееме таков еден живот. Затоа што тоа е животот кој што води кон вечен живот. Нека му е слава на Бога. Амин.